Силна потрошувачка порака најавуваат граѓаните ден пред утрешниот масовен бојкот на супермаркетите. Здраво, да ве прашаме, дали ќе бојкотирате утре? Да. Да, секако. Да. Ќе бојкотираме да видиме што фајда ќе има од бојкотирањето. Да не биде само тресло се гора, родио се мишче, како викат. Да. Ja секој ден бојкотирам. Само си земам лепче и идам си дома, друго нешто не зима, скапо. Да. Утрешниот бојкот е прва масовна иницијатива на која граѓаните во Македонија ќе реагираат огорчени од високите цени и се полошиот животен стандард. Тие финансиски се истоштени и сега работата ја земаат во своји раце. Сепак, кои производи за граѓаните се најскапи? Кои цени на производи најмногу ве погодуваат? Па оние цени што се за прехранените. Сирење, млеко, кашкавал, месо, оно за домашна употреба. Па се. Не знам нешто дека е ефтино и да ти падне во око. На млекото, лебо, се е покачено. Па комај се тие што се најосновните не погодуваат. Основните, тоа што се троши секој ден. Што не го зимаш секој ден, ајде да го ставиме у луксузите де. Ама воа што е секој ден, леп, јајца, тие основни работи. Се што е од прехрана, се соидени цените астрономски. Сите основни цени, ние не тражиме некои луксузи. Каков резултат очекувате од бојкотот? Еден ден е малку, али и тоа е добро за тоа што да и се каже на трговците дека народот плака, дека му е скапа многу. Па ќе видиме. Ништо не се знае. Може би нешто малку за некој ден, па истото ќе биде. Ќе видиме. Ќе видиме резултатот каков ќе биде. Да нешто ќе направат, ама кој знае. Па не, поволен резултат не ми се верува. Не ми се верува поволен резултат за... Ништо не очекувам. Ова е закъсната работа. Никако. Кога тргнало не може ни Свети Петар да му праја. Очекувам да има нешто успех, да се освестат. Бојкотот, најавен за утре, 31 јануари, се очекува да биде еден од најголемите економски протести во нашата држава. Дали супермаркетите ќе почувствуваат значително намалување на прометот и дали ова ќе доведе до реално намалување на цените, останува да се види.